Ако гледате најновото издание на регионалните вести, 162 гласа за, 44 против и 5 воздржани. На неколку минути пред полноќ пратениците ја избра новата влада во која лидерот на СДСМ Зоран Заев ќе биде премиер. Заев вети дека владата ќе биде реформска и ќе го врати животот во Македонија. Со работа започна новиот владин кабинет, чиј состав влезе во новата влада на чело со премиерот Зоран Заев. Откако синоќа неколку минути пред полноќ, пратениците во Македонското собрание ја избраа новата влада со мнозинство гласови. Новата влада, како што вети премиерот Заев, ќе биде реформска и ќе работи во интерес на сите граѓани. Се укинува законот, се укинува екстерното тестирање преку измена на 3 законски решенија. Тоа се однесува најмногу на дечињата, кои што се нашата иднина и надеж и нешто за кое што сите живееме, буквално, но заедно со нив траумите беа присутни кај нивните родители и кај наставниците и верувам дека еден ваков нов почеток е убав кога се работи за нешто добро и за дечињата. Не се откажуваме од корективите и проверките на образованието и образовниот процес. Секако најавивме дека тоа ќе го направиме преку мотивации, преку наградувања, а не со закани и казнувања, но верувам дека ова одличен сигнал. Со барањето јавно на оставка од господинот Марко Зврлевски за мене почнаа реформите во правосудството. И навистина сите реформи ќе бидат нашиот приоритет. Паралелно со реформите ќе работиме со комплетен приоритет на напредување на економскиот квалитет на животот на граѓаните. Јас верувам дека во Македонија може економски многу поубаво, посрекно и поберикетно и перспективно да се живее. Ќе работиме со полна парија во тој правец, за да на крајот, како што рековме, овозможиме живот во Македонија за сите. Председателе, дали планирате да се вселите во резиденцијата на вода? Јас за време на викендот ќе отворам дебатата во моето семејство со моите деца, кои што едниот е веќе керка ми е тинејџер, синот е 13 години, тие сакат Струмица. Тоа е едно наше убаво место во нашата Македонија. Ќе сакам да ги почитувам и нив и јас верувам дека 150 км нема да бидат пречка да покажеме пред цела Македонија дека не само што може некој од внатрешноста да стане премиер, туку може и да функционира живејќи во внатрешноста како премиер. Ми ветија веројатно дека ќе доаѓаат за време на викенд кога не се на училиште овде. Нема да спијам повеќе во партијата, јас и сино ќе спијам во партијата. Веројатно ќе ја користам тоа што е предвидено по закон, што следува на премиерот, тоа е вилата на премиерот или куќата, не знам за што точно се работи, заради тоа што според мене ова е овозможено, меѓу другото, за да паднат одлуки тамо за време на вечера, да добиеме некои придобивки од пријателите, како Европска унија и НАТО, и верувам дека сето она што системот ви има усмислено, треба да биде со редот на работите и така поставено. Но имам намера да бидам и татко, и родител, и пријател, и другар. Ние 24/7 нема да работиме. Ќе бидеме и родители, ќе бидеме и пријатели, ќе бидеме обични луѓе, заради тоа што верувам дека и како таков им требам на граѓаните на Македонија. Дали ја проверивте државната каса, дали тоа ќе го направите наскоро и дали транспарентно и јавно ќе објавите каква е моменталната состојба? Министерот за финансии Драган Тевдовски веќе ги почна активностите околу оваа работа. Јас само споделив тоа што Емил Димитриев го пренесе, дека состојбата е стабилна на буџетот, дека не е нешто блескава, ама не е ни драматична, што сериозно ме успокојува малку заради тоа што знаете дека на крајот на денот од парите зависи се. Парите се за граѓаните. Јас верувам дека ако некој домакинство треба да штеди за да возможи за децата и за едината, државата е успешна ако пласира повеќе пари. Ако пушти повеќе пари во оптек, и тоа е незината успешност, ама за да пуштите треба да имате пари, треба да ги собереме парите на даночните обврзници, онака како што тоа законот го пропишува. Ние најавивме дека ќе ги растретиме од овие притисоци, закани и уцени, но менаџментот со државната каса навистина носи среќа, носи здравје, носи образование, носи полиција, одбрана, безбедност за граѓаните и верувам дека менаџментот со финансиите досега за мене во животот не бил проблем, водејќи општината и други функции, верувам дека успешно ќе менаџираме и со финансиските средства на државата. Денеска претседателот Иванов ги прими членовите на новата влада и им ги честиташе нивните функции. Ова беше прва работна средба на министрите после нивната свечена заклетва, која ја дадоа
вчера вечер во Македонското собрание. Со 62 гласа за, 44 против и 5 воздржани. Во Македонското собрание Радмила Шекеринска избрана за министер за одбрана, Оливер Спасовски за министер за внатрешни работи, Драган Тевдовски за министер за финансии, Никола Димитров за министер за надворешни работи, Рената Тринеска-Десковска за министер за образование и наука, Горан Сугаревски за министер за транспорт и врски, Љупчо Николовски за министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, Мила Царовска за министер за труд и социјална политика, Дамјан Манчевски за министер за информатичко општествена администрација, Садула Дураку за министер за животна средина и просторно планирање, Крешник Бектеши за министер за економија, Булен Цалиу за министер за правда, за министер за локална самоуправа Сухел Фазлиу, за министер за здравство Арбен Таравари и Роберт Лагјосовски за министер за култура. Којчо Ангјушев избран за министер без ресор, кој како што е најавено ќе биде вице-премиер за економски прашања. Бујар Османи исто така избран за министер без ресор, но ќе биде вице-премиер за евроинтеграција, како и Хазби Лика, кој според најавите ќе биде вице-премиер за политички систем и односи меѓу заедниците. За министри без ресор се избрани Едмон Адеми, Роберт Поповски, Аднан Кјахил, Самки Бримовски, Зоран Шапурик и Зорица Постоловска. љс од Велешкото село Долно Каласлари е човекот кој денеска испукал 2 проектила од огнено оружје во насока кон поранешниот министер за здравство Никола Тодоров. Во инцидентот нема повредени лица, приведениот е на разговор во полициска станица. Од МВР велат дека се уште не се знаат мотивите поради кои лицето пукало и тоа допрва ќе се утврдува. Инцидентот се случил околу 12 часот пред зградата на Министерството за здравство. Меѓутоа брзо интервенирало обезбедувањето на Тодоров и сторителот бил совладан. На настанот сведочеле голем број очевидци кои сторителот го опишаа како лице на околу 50 години. Наводно тој му се приближил на Тодоров, му го вперил пиштолот во глава, нешто му рекол, пошто обезбедувањето го турнало. Во 12:30 часот требаше да биде извршено примопредавање на министерската функција од страна на поранешниот министер Никола Тодоров на новиот министер Арбен Таравари. Преку песни, игри и танцувања преправени во омилените ликови од цртаните филмови, децата од завршните групи од градинките Младост се потсетија на миговите минати во нивниот втор дом градинката. Вкупно 345 мини матуранти беа дел од традиционалната приредба во Центарот за култура Илјантески смок во Тетово. Традиционална завршна приредба на најголемите групи од детските градинки Младост се одржа денес во Центарот за култура Илјантески смок во Тетово. Годинешната тема на приредбата беа цртаните филмови како неизбежен дел од секое детство, па дечињата на сцената за миг беа во улога на нивните омилени ликови. Штрумфови, Црвенкапа, Сирена, принцови и принцези. Радоста кај децата беше повеќе од очигледна, се читаше и на лицата на присутните во публиката. Со приредбата дечињата им покажаа на своите родители и роднини кои во голем број беа присутни во салата што научиле за сите години поминати во градинка, а ова беше и своевиден начин да се поздрават со воспитувачките затоа што од септември ги чекаат нови училишни обврски.
Иначе денеска и го избравме денот бидејќи ни се погодија две прослави за децата. Една како завршна приредба, втората денот на детето. Уште еднаш децата денеска ги прашавме за нивните права, дали ги запамтиле од градинките. Значи и ги препуштивме со игра и со песна да кажат све што мислат они самите. Денеска испраќаме 345 деца во училиштата, во свите основни училишта, од градинките, од објектите во Тетово, од центрите за ран детски развој, значи свите деца. Секоја група сакавме да докажеме дека децата во градинка си поминале и низ цртани филмови. Со денешната завршна приредба всушност беше одбележан и Меѓународниот ден за заштита на детето. Одлуката за прогласување на овој ден за посебен ден на децата е донесена од страна на УНИЦЕФ во 1925 година на Светската конференција за благосостојба на децата, одржана во Женева, и представува нов почеток во подобрување на можностите за најмладите. Генералното собрание на Обединетите нации препорачува дека сите земји треба да воспостават универзален ден на детето и укажуваат најголемо внимание да се посветува во заштитата на децата кои работат долги часови во опасни околности, како и да им се овозможи на сите деца да имаат пристап до образованието. Од почетокот на годината во Гостивар 50 на граѓани побарале лекарска помош поради каснување од крлеж. Лекарите очекуваат бројката да расте периодов со оглед на затоплувањето и почестиот престој на луѓето во природа. Во регионот на Гостивар секоја година се зголемува бројот на граѓани каснати од крлежи, бележат здравствените институции. Овие паразити обично напаѓаат во текот на пролетните и летните месеци, кога луѓето го користат топлото време за престој во природа. Лекарите велат дека среќна околност е што најголемиот дел од пациентите поминуваат со благи симптоми од локална природа, како црвенило и јадеж на местото на каснување. Болест предизвикана од крлежи на гостиварското подрачје не е регистрирана од 2012 година. За среќа, најголемиот дел од крлежите се неинфективни, незаразни, односно безопасни по здравјето на луѓето и може да предизвикаат само благи симптоми од локална природа на местото на каснувањето. Во регионот на Гостивар, за среќа, досега имаме регистрирано само 2 случаи на лајмска болест како последица од каснување на крлеж, и тоа во 2012 година, но бројот на лица каснати од крлежи секоја година е голем. Така да 2015 година регистрираме 100 случаи на лица каснати од крлеж, минатата 2016 130 случаи, а оваа година до сега, до овој момент, се регистрирани 47 лица каснати од крлеж. Секако дека бројот и оваа година ќе биде многу поголем. Во однос на превентивните мерки против каснување од крлежи, лекарите имаат повеќе препораки кои се однесуваат на внимателност, соодветна облека, специјални препарати и слично. Пред се при престој во шума треба да одат по обележени патики, да избегнуваат пробивање низ високи треви, низ грмушки, да не лежат на земја, да не остават облека на земја, затоа што можат да се прикачат крлежите. Друга мерка би било соодветно облекување, односно треба да носат светла облека која ќе ги прекрие отворените делови на телото, тоест рацете, нозете, вратот и главата. Исто така заштита обезбедуваат и така наречените репеленти, тоа се хемиски средства со кои се прска облеката или кожата на лицето, затоа што тие средства ги одбиваат крлежите. Медицинарите исто така советуваат дека граѓаните, ако забележат дека се каснати од крлеж, не треба да паничат и сами да се обидуваат да го отстранат, туку да побараат стручна помош. За прв пат по 11 години истражување на балканскиот рис, Македонско еколошко друштво успеа да слика младоот рис. Тој му успеа откако во февруари беше поставен GPS околу вратник на првата женка рис досега заловена.
Значи, ова е прв пат после 11 години за истражувањето на балканскиот рис. Тимот на Македонското еколошко друштво да добие информација дека имаме младо од рис. Оваа вест доаѓа откако во февруари имаше прв пат фатено женка, заловена за научни цели, на која што беше поставен GPS околу вратник. Таа се надевавме дека од неја ќе добиеме многу нови информации и добивме нови информации. Значи тоа е дека во незиното дубло имаме здраво младо рисче. Првите фотографии, првите информации за ова ги направи членот на мониторинг мрежата на балканскиот рис, Панајот Чоровски од Кичево. Тоа што сега имаме податоци за прво младо од рис, кое што ќе се обидеме да го следиме, заедно со неговата мајка, значи дека ќе најверојатно ќе добиеме и нови информации кои досега сме ги немале. Ова е алката која што не достигаше во податоците, за да се разбере животот на младите рисови во Македонија. Па се надеваме дека ова ќе помогне и во нивното понатамошно зачувување. Балканскиот рис е особено загрозен, односно тој е на листата е ставен како критично загрозен вид и најзначајни закани за неговиот опстанок остануваат криволовот, драстичното намалување на неговиот клен и уништувањето и фрагментација на неговите живеалишта. 2 деца од Скопје пријавени за исчезнати вчера се најдени во Гостивар. Полицијата соопшти дека се регистрирани и 2 кражби. Околу 21 часот вчера вечер во објект на улица Никола Парапунов во Гостивар пронајдени се 2 деца, машко на возрастот нецели 11 години и 12 годишно девојче од Скопје, брат и сестра, кои се барале од нивните родители, односно од полициската станица Гази Баба, а кои го напуштиле домот утрото на 30 мај. Во присуство на представник од Центарот за социјална работа разговарано е со нив, а потоа му се предадени на нивен родител. Децата завчера со автобус пристигнале во Гостивар, а се расветлува зошто го напуштиле домот каде престојувале и се останато. Полицијата соопшти дека се регистрирани 2 кражби. Денес околу 5 часот наутро засега непознати сторители извршиле тешка кражба во продавницата за бела техника лоцирана на улица Борис Кидирич во Тетово. Откако ги скршиле 3 метални алки од катинарите поставени на влезната врата, ја отвориле и од полица во внатрешноста одзеле 21 лаптоп од различни марки и 5 мобилни телефони, пошто со одземеното ја напуштиле продавницата. Извршен е комплетен увид со учество на екипа од сектора за внатрешни работи и се преземаат мерки и активности за утврдување на вкупната штета, односно имотната корист со која противправно се стекнале сторителите на оваа кражба. 51-годишник од Тетовско Шемшово вчера пријавил дека непознати сторители ноќта помеѓу вторникот и средата насилно провалиле во неговиот мини-маркет. Најпрво ги отстраниле металните решетки од прозорецот на магазинот со димензии 50 × 50 см и одзеле поголема количина разновидни цигари и 5000 денари. Вкупната противправно стекната имотна корист според сопственикот на маркетот се проценува на 33.000 денари. Апел од полицијата до граѓаните кои периодов се занимаваат со земјоделски активности. Полошките земјоделци деновиве интензивно се ангажирани на своите ниви, а во наредниот период им престојат уште повеќе активности, односно обврски. Поради тоа, зголемена нивната раздвиженост пред се во сообраќајот и воопшто, имајќи ги во предвид поранешните неретко негативни практики и искуства, кога станува збор за учество на земјоделската механизација во сообраќајот, посебно во летните и есенските месеци. СВР Тетово повторно советува земјоделската механизација да се користи исклучиво за својата намена, а не и за превезување на лица, да биде технички исправно и навремено регистрирана. Ваквиот вид механизација задолжително да ја управуваат лица со положен возачки испит, а не и малолетници, особено ако механизацијата се движи навечер и по сообраќајни пофреквентни патишта. Во вечерните часови исто така, механизацијата, односно тракторите, да бидат соодветно осветлени, а товарот што го пренесуваат да биде адекватно обележан, за да може да се забележат и другите учесници во сообраќајот. Доколку не се почитуваат овие препораки, сопствениците на земјоделската механизација ќе се соочат со законски предвидени поднесоци со цел да се пресретнат и отстранат ваквите прекршоци. Ова дотолку повеќе што минатите години се случува немал број сообраќајни незгоди предизвикани или со учество на трактори со приколка или друга земјоделска механизација со повредени лица и со значителна материјална штета.
Европската унија и Кина се подготвени на дводневниот самит во Брисел кој почнува денеска да го бранат Парискиот светски договор за климата и целосно да го поддржат и покрај најавената одлука на американскиот претседател Доналд Трамп да се откаже од спогодбата. За време на поранишниот претседател на САД Барак Обама, Вашингтон и Пекинг има исти ставови, беа главни столбови на договорот кој беше постигнат во декември 2015. Со договорот 196 земји под покровителство на Обединетите нации се обврзаа да го ограничат загадувањето на воздухот за да се намали климатското затоплување. Трамп најави дека денеска во 21 часот по централно европско време ќе објави одлуката за спогодбата. Американските медиуми јавуваат дека Трамп најверојатно ќе соопшти дека САД се повлекуваат од Парискиот договор. Кина и Европската унија утре по самитот во Брисел ќе објават заедничка декларација во која ќе ги потврдат своите обврски преземени со историскиот договор од Париз и ќе ја забрзаат соработката со што ќе се подобри неговото спроведување. Во напад на воздухопловните сили на Филипините од пријателски оган загинаа 11 војници, а 7 се повредени, соопштија во петокот властите. Владините сили се борат да ги поттиснат исламските екстремисти од еден град кој е лоциран во јужниот дел на Филипините. Армијата соопшти дека војниот авион Пазар С-211 Марчети бомбардирал позиции на милитантите во Маравел и притоа една бомба погодила позиција на филипинската армија. Како што е наведено, војниот авион претходно извршил 3 успешни воздушни напади пред да се случи инцидент во кој беа убиени војниците. Патнички авион на компанијата Malaysian Airlines принудно се вратил во Мелбурн откако еден патник се обидел да влезе во пилотската кабина, соопштија представници на компанијата. Авионот кој летал за Куала Лумпур морал да се врати поради патникот кој попречувал, соопшти компанијата. Капетанот го завртел авионот поради тоа што бил вознемирен од патникот, пренесува BBC. Авионот безбедно слетал во Мелбурн, но побарале безбедносна помош. Полицијата го најде Тајгер Вудс како спие зад воланот на удрениот Мерцедес, а кога го извади од возилото имаше и што да види. Овој пат славниот голфер неодамна беше уапсен на Флорида на автопат каде спиел зад воланот во автомобил кој притоа беше видно оштетен. Полицијата секако веднаш го приметија кога го извади од автомобилот да види за што се работи. Освојувачот на 14 меџор турнири, пандан на Грейт Слемовите во Тунисот, беше практично вон себе. Бидејќи тестот за трезвеност таму е задолжителен, патролата се обиде да го изврши врз Вудс, но без успех, бидејќи тој едва истоеше. Секако веднаш беше приведен, а по преспиената ноќ за трешетки беше пуштен со кауција. Времето денес беше сончево и потопло во попладневните часови со услови за локална појава на краткотраен дожд и грмежи. Утринската температура се движеше од 8 до 14, а дневната од 27 до 34 степени Целзиусови. Од утре не очекува значителна дестабилизација на времето. Ќе имаме облачно време, проследено со дожд и грмежи. Утрешните утрински температури ќе се движат од 6 до 11, а дневните од 23 до 29 степени Целзиусови. Го следевте најновото издание на регионалните вести. Благодарам што бевте дел од него. Пријатно.